Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Ваго. Овој пат ова издание на емисијата се снима во еден од аглите во Дом на млади во Штип. Гостин оваа вечер ми е Симон Киселички, кој што синоќа имаше настап токму овде во Дом на млади. Со него ќе разговараме за тоа по кој пат е овде во Штип, како започнала неговата кариера, зошто токму за џез музиката се определил и секако се надевам дека ќе сподели со нас и некоја анегдота. Добра вечер и добре дојдовте Ваго. Добро вечер, да најдев. Како што реков на самиот почеток, првото прашање ќе биде по кој пат сте овде во Штип? У Штип, по кој пат? Па можда има, но 57 пат сум бил. Да, биле во Штип. За свирка или колку пати сум бил? Па за свирка нормално. Така, значи ако збориме за концерти и свирки, имам два пати настапуван на фестивалот што е Астиго. Астиго џез фестивал. Да. И нели клубски свирки кои што биле дали пијано, дали сега нека не ми замеруваат другите места што нема да ги спомнам бидејќи не ги памтам сите. Исто овде кога се сеќавам дека имам многу пати дојдено и Во Дом на млади. Во Дом на млади, да. Со разноразни екипи, значи баш тоа ја слушав најавата кога спомнавте џез и тоа ми звучеше така конкретно дека е џез само не, сум настапал повеќе формации и не мора муабетот ми беше музиката дека да биде само џез. Така. Што е она што слушна штипјани синоќа во Дом на млади? Па тука се у комбинација во игра веќе јас имам 5 албуми за себе. Да, ќе разговараме во текот на емисијата за албумите. Да, во овој настап беа значи вклучени композиции од трите мои албуми, а тоа се Беневендан, тоа е мојот прв албум. Потоа иде Levitation и Јамала. Јамала е неиздаден, значи, али имам од тој албум 11 композиции, така да направив една као синтеза од сите тие три плочи со по 3 композиции, мислам дека сасвим доволно и плюс гостинот кој што ни е од Белград. Да го споменам морам, Новак Мијовиќ, човек кој што Новак, името му е Новак Нов, ама стварно свири многу зрело на својот инструмент, значи он свири труба и истовремено е во Белград овако професор по труба. Ќе биде и тој дел од емисијата, договорено е веќе со него, ќе разговараме подоцна и со него. Рековте, се слушна песни од трите ваши албуми и рековте дека не е само џез. По што се карактеристични вашите албуми? Еве да не бидат само трите, него нека бидат петте. Во еден од албумите имате и примеси на етно стил. Уште пред ја да бидам, значи пред роден и кога сум бил малечок, џезот е тренал веќе во еден смер, каде што во една насока, каде што се вика и нема крај, или пошто и више и дошол крајот, па они мора да створат еден начин како да тоа го продолжат. И тој наиме, значи, се вика крајниот стил етно кросовер. Значи, така како малце символички кажувам дека етното секогаш се враќа, да, и оно дури и во фьючер и во иднината ни
кажува што кога ќе ги изгубиме полека слабките тие, а тој не враќа назад и ни кажува кај треба да појдеме и кој пат повторно да се најдеме, нели? Исто така и во музиката, значи во моите албуми во сите три, значи тачно добро се слушнале, има ако најмалку во секој албум има по 3 композиции кои што се со етно призвуци. Вашите почетоци се некаде почетокот на 90-тите години на минатиот век. Која беше клучната причина да се одлучите токму да се занимавате со музика или да речем конкретно со џез музика? Па не знам, немаше некоја категорична да речем ова мене сега дефинитивно и така сум бил толку многу млад да не сум можел да расудам што треба да ме, нели, за целиот живот ограничи или усмери. Ама знам дека имаше една многу интересна приказка како јас почнав да свирам. И зашто баш џез? Да ја слушнеме. Иначе, by the way, научариве не ги ставив заради тоа што јас сум негови научарофил или помодар, него многу е јако светло, можеме да ги симам сега и стварно е јако. Ќе ги братам. Значи, бев на гости, имав некака, што знам, 9-10 години, трето-четврто одделение отприлика. И една колешка на мојата мајка, дали ме беше роден ден, не се сеќавам баш најголе по кој повод или по така, не мора да бил јубилеен повод, да. Ми поклони една како мелодика, се тие инструменти кои што се дуваат, нели? Со дувачки се, ама има 2,5 октавчиња вака. Профи беше инструментот, не е дека не беше. Со куверче се рече, Симонче, ова за тебе, детенце, свири си го. И ја дома, ова се дува, вака, онака. Една работа што ми текна прва, ставив, викам како да не го дувам, а да произведам тон. Да почнам да свирам. Сакам вага да свирам. Те нешто. И ми текна на фенот у купателот. Ставив фен. Го заврзав со селотейп, го пуштив фенот, тоа буши. Ама ја битно слушам тон. И не морам да дувам. Нема дување, само. Да, и само слобода, свири. И потоа? Потоа, кога открија моје дека не е тоа некоја играчка, само ја се шалам, ми купи органа. У 5 години се сеќам. И тогаш веќе почнаа посериозно моите апетити да растат. Се запишав во средно, музичка. Се запишав на бубњеви. Значи, мојот прв инструмент беше тапан. Односно, не тапаница, заради тоа што во школа кога ќе се запишеш во средно, нема, тоа се ударни инструменти, нема комплет бубањ, него учиш подолчиње, добош, тимпани, ксилофон, вибрафон, значи све што е како ударен. Па и самиот клавир е ударен, инструмент полуударен. Он е пред све ударен инструмент, значи. И значи прва година така го ја пројдов на бубњеви, на ударни инструменти. За да потоа повторно купам електрично пијано и се вратам на клавирот. Односно овој пат не да се вратам на клавирот, него овој пат стварно почнав да свирам клавири, а не оргули и такви малечки некои зезалици. Значи и тука мислам дека беше, самиот на себе си го најавив својот прогрес.
ќе продолжиме со разговорот. Предлагам во меѓувреме гледачите да погледнат делот настапот на Симон Киселички и неговите колеги кои што синот има настап во Дом на млади. Продолжуваме со разговорот со Симон Киселички. Застанавме на почетоците, значи во средно
училиште се одлучивте, конечна одлука дека пијаното ќе биде инструментот на кој што ќе свирите и од тогаш како се одвиваше вашата кариера? Спонтано. И вајда така како што треба, судбината, како што рекла така. Што сакам да кажам со тоа? Значи, во школа се учи пред све класика. Знаеш што се. Да. Па веќе кога дојдов негде трета до четврта средно, веќе јас почев да се одделувам на кај една страна и сам самиот се осеќам некако дека сакам да направам. Знаеш, тие години па и да кажам нешто повеќе нема што тука тоа е тоа. Тие години се години на пубертет. Имавте организирано свирки, настапи во... Значи, друго сакам да кажам, значи сакам да докажам пред себе и пред другите дека сакам да направам нешто повеќе од тоа што се учи во школа и започнав со работа на джез стандарди. Така, тоа беше трета година или четврта. Сега на тоа прашање со свирки. Свирките баш у тоа време почна. Значи 91-2, негде кај имавме едно као клубче кој што беше близко самото школа и таму ви беа пробите? често одевме и таму ги пишувавме и контрапункт задачите и значи и хармонија и све. И имавме фини, да кажам, луѓе кои што го држаа тоа и така да ни понудија доста свирки. Правевме и од 90 до 91 јас можам да кажам дека настапувам in life. Рекате со различни формации, со различни Многу музичари, сменети, да. на различни локации. Наразлично. Потоа, значи затоа и сега и до денеска кој го прашат кој е кои ти се најубави периоди во Македонија, ја би рекол и стоам на тоа и секојаш одговорам исто 91-99. Зошто тоа? Бидејќи немаше некако лимит за... Да, имавте поголема слобода? Да, и за групи. Немаше толку многу групи. Не дека бевме единствени ние што се бавиме. Немаше конкуренција голема? Да, немаше толку голема конкуренција. Но немаше ни како денеска, например, става тумачот да не сакам да навредам никого што се бави со музика, нити луѓето што се бават со поп, нити со рок-н-рол, нити со, значи сите си се бават со музика. Ама има една веќе опсада од пуно страни, така да тоа време беше некако клубско време. И се ценеше таа клубска култура повеќе него икад до денеска. Значи, ако музиката, джез музиката е створена во Америка, нели по патот на носењето на радна сила од Африка према Америка и со интелектуалната сила од Европа, Франција, Русија, Германија, Аустрија уствари. Значи, тоа е хармонскиот дел, ова е тумач и да го раскажам се у кратки црти, не можам толку многу да го доловам, но значи створено од три аспекти таа джез музика. Направено е во Америка, значи таму за прв пат се појавува. Луѓето кои што свиреле по клубови, значи се враќам за клубската сцена, луѓето кои што свиреле по клубови биле повеќето што би рекле црнци, значи обоени. Како читам историја на джез никој не пишува црнци или не ги викаат обоени, за да не ги навредат. Значи главната сила доаѓа од кај црнците кои што свириле по клубови. А белците 30 години прошлиот век и ги држале сите
уствари институции, како, не знам, денеска опера, балет, и свириле и се сликале дека се глави. А главните свирки и најубавите се случувале во клубот. Затоа ми е останато мене тоа време како многу позитивно, бидејќи слободата на свирење во клуб и на свирење како овој денеска што вечерва што се случи, има огромна разлика од него да си во некоја, не знам, било која сала. Она што следува потоа, после 99 година. Имате наступувано не само во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија. Како ете доаѓа до таа соработка со или до тоа учество и на фестивали надвор од Македонија, кои што се поврзани токму со џез музиката, да речем? Дали контактите кои што ги имате стекнато за време на тие клубски свирки што сте ги имале? Не. Вака се случи тоа. Многу едноставно. Значи јас додека работев, значи кога завршив средно, упишев композиција, мислам работев композиција една година со покојни Гоце Коларовски, многу јак професор, многу битна фаца за македонската музичка култура. Иако не се бавил со џез, се бавил со современа музика, класична, ама мене од него имам научено доста што значи мотив, што значи тема, што значи композиција воопшто. Така да таа година ја вложив и стварно година да ја работев многу на тоа, за да научам го оно и одма после тоа бев повикан од Бодан Арцовски, значи од басистот на Лебисол, да таму работам со него и правам и да го направиме заедно албумот Broken Beats. Тоа се случуваше 97-8 година. Значи тука, тоа време, тоа е исто многу големо искуство. Патувавме по некои фестивали, бевме, изледовме, оставив некои контакти, за 99-та дефинитивно се преселам јас од Скопје и отидам да живеам во Дубровник. И што се случуваше потоа во Дубровник? Дали имаше истата атмосфера што ја имаше, да речеме, во Скопје или што имаше на свирките? Па за разлика од 99-та, као што беше така страшно мртвило во Скопје, Дубровник цутеше. Значи ја кога се сеќам, Башка тогаш беше и не беше баби џаби, али беше бомбардирање на Белград, па така, тоа за време на војната. Стварно една страшна атмосфера и по пат и све така, али бев решен да искочам во Скопје затоа што веќе во Скопје не се гледа веќе во тој град. Излегов и живеев добри 5 години во Дубровник. Со тоа што не живеев цело време во Дубровник, бев во Загреб, бев во Сплит долго време, мислам во Загреб уште поеќе во Будимпешта. Значи Што во Будимпешта? И во Будимпешта живеев 2 години. Имавте и таму Имав и таму настапи, да. Значи едноставно таму по својот животен ток. Некој го слушав своето срце и така. И каде ве носеше срцето понатаму? На многу места. Стварно, на многу градови, многу места, многу клубови, многу свирки и концерти. Но има една исто така важна работа во се тоа е да сакаш да го правиш тоа и
да не те фаќа емоција за дома, мама, тато, брат, сестра и така натаму. Морам да се вратам, треба да се истурка тоа време и да се изживее едноставно за да можеш да правиот квалитет го истакнеш на некое место. Сега, мојот прв како би го нарекол, можеби настап беше во Дубровник, каде што го покажав својот квалитет и каде што бев стварно многу добро прифатен и зачуден на тоа. Значи што, како ги спомнавме годините кои што пројдоа во Македонија, па поготово во Скопје, нели? И сега, одеднаш ке се случува нека нова ренесанса за мене во животот. Каде што сфатив дека на еден Страдун постојат милиарда, значи Страдун, главната улица на Дубровник. Стварно, поготово лето, милиарда могуćности да ја искажеш своето знаење и култура, нели, музичка. Па потоа доаѓаат сите други работи, дали тоа ќе биде фестивал, дали тоа ќе биде клуб и така натаму. Пошто си во Дубровник, многу е лесно да отидеш, значи до Загреб, многу лесно да отидеш до Сараево, до реков Будимпешта и така натаму. Тогаш немавме визи се уште. Така, границите беа отворени. За Унгарија границите беа отворени. Све беше многу полесно едноставно и така едноставно успеав да го направам тоа. Нешто што ќе остане, значи, во моето памтење е дефинитивно тоа, иако се уште младост, тој идол. Мислам, тек следи главното. А главното е, оно што во меѓувреме ме сетих да ве прашам, вие рековте дека имате 5 албуми, дали вие композирате музика, подготвувате музика само за вас или имате работено и за некои други музичари? Да, сега тоа само што сакам да го кажам, а вие го прашате. Значи, се случуваат такви работи да, например, свириш во клуб и ти дојде едноставно лик и ти каже: дечко, кај имаш ти завршено? И почнеш мојот разговор најнормален, како ние сега што си правиме мојот, но ние правиме скоро с друг, а него му е бизнис сега мојот. И ти објасниш дека и ја би сакал вака, и не се верува едноставно дека тој би сакал да направи фестивал со тебе. Значи ти да му направиш музика македонска, зашто он слуша дека ја во моите во целиот тој концепт од джез што го правам таму од джез, ставам и некои наши македонски ритмови, наши скали интересни, наши кога се каже наши, малце ми е сега више тоа присилено, ама би рекол источни, нели, или балкански, како се ќе ги земеме. И тоа луѓето ги интересира надвор. И добив доста понуди за фестивали, работа фестивали и класични и джез фестивали. Значи имаше многу работа. Ајде сега едно така да не речем банално, али оно стандардно прашање, инспирацијата каде ја црпите? Тоа е стварно клише прашање. Да. Ја не знам сам. Дали се случувајте одредена ситуација да ве мотивира за да напишете некоја композиција или одредена личност? Стварно не знам што да кажам на ова прашање. Заради тоа што секогаш кога ме прашаат сите интервјуи, сега сум го одговорил следното. Ги ставам рацете на клавир и почнувам. Значи мојата инспирација е звукот на пијаното. Да. Јас така да работам. Почнувате со еден тон и веќе композицијата тече. Така. Кај мене не постојат приказките дека цвркутот на третата гранка од Чемперсот ми направи што оваа композиција сега ќе направам. Или не знам, да читам Идиот Достоевски, па од него да земам, нели, овако некаква инспирација и така натаму. Значи, кај мене постои тон, звук и од него понатаму се рефлектира. И доаѓа до композиција. Ама латентно не знаеме. Можеби стварно
не сум навлегол во тие психолошки моменти. Може би стварно има момент на инспирација од типот на слобода, љубов, добро утро. Значи слобода, љубов и добро утро. Значи добро сабајле. Кога ќе се разбереш нема побото. Ја се сеќавам една од најубавите мои композиции што за мене се, мислам, највеќе си ја почитувам како своја. Е напишано баш со слобода, љубов и добро сабајле. Стана тоа. Се будите. Да. Наспани, свежи. Да. Станувате, седнувате на пијаното и излегува композицијата. Да, од другата соба искача колегата, исто така пошто као рецимо сме спикало нека куќа голема е со поеќе соби искача и што свираш? Што Богдуша, што е било ова? Кој е било? Ја кажам сад радим ово. Ново нешто, сад не се. Кој е твое, сад ти ради? Да, кажи. Ово е лудо, идемо и Италија, идемо одма некакви случувања, одма некакви идеи, значи не се губи време, се работи. Какви се плановите за иднина? Плановите за иднина. Значи, сега сте овде, утре каде може да ве видат и да ве слушнат? Имате ли некоја агенда, за ваши настапи, идни? Се ближи Стибо Джез фестивал за ова 2016 година. Зашто? Уште не сум во контакт за Стибо, ама ќе стапам, ќе видам како ќе бидат работите. Мислам, што ќе се случува, колку има место, ќе се потурно секако. Пошто Штип ми е мене место, стварно искрено, Штип ми е место во Македонија едноставно најартистичко за угодност на музика. Без разликата што да не го спомнувам Макфест е сосема друга приказка. Зашто? Заради тоа што секоја држава си има некој свој град кој што е по underground, малце не, што е Скопје. Мека на музиката да се така. Ако е во Хрватска Загреб главен град, Дубровник е, да кажеме, Охрид, за Скопје нешто слично, така. Риека би рекол дека е градот кај што има музика. Права, истинска. Србија е цела Војводина, начело со Нови Сад. Тука би рекол дека е Штип. Да не навредам ни еден друг град, не седам. Меѓутоа, Штип со градовите кои ги спомнавте, одлична компарација. Да. Сигурно сум дека штипските музичари ќе ви бидат многу благодарни. Знам што е тачно. Така, сега предлагам, пред да најавам уште еден дел од вашиот настап, на почетокот да го спомнавме Новак. Новак Мијовиќ, да, нашиот гост. Додека нашите гледачи гледаат и слушаат што вие подготвивте за Штипјани синоќа, ќе се подготвиме ние овде за Новак. И тој ќе биде дел од емисијата Ваго. Ви посакувам све најубаво. Фала на поканата. Продолжуваме со разговорот. И вие ќе бидете тука. И јас ќе бидам тука. Да, и вие ќе бидете. Добро, може ли една пауза за мене? Може. Додека трае настапот, може пауза.
Како што кажав пред крајот на емисијата, освен Симон Киселички, гостин во Агол е и Новак Миновиќ, кој што настапуваше заедно со Киселички во Дом на млади. Добро вечер и добре дојде во Агол. Bolje vas našao, hvala. Hvala što ste me pozvali. Так, како ти се свиѓа Штип? Pa nisam prvi put u Štipu, drugi put sam i oduševljen sam. Што е она што те, освен настапот, што е она што, така, дајде да не речам, а ти речете во одушеви овде во Штип? A ima dve stvari. Prva stvar je, u stvari ima tri stvari. Prva stvar je što su ljudi gostoprimljivi i divni. Druga stvar je što postoji jazz akademija, što sam prijatno bio iznenađen. Čak sam danas spontano išao sam da vežbam trubu i zatekao studente prve godine koji su jako talentovani, čak par stvari su me pitali koji nisu bile jasne u vezi više teoretskih stvari i tako dalje i kad sam im objasnio vidio neko oduševljenje u njima, entuzijazam ogroman, tako da mi je ovoliko srce bilo kad sam izašao. Srećen den za njih. I treća... Pastrmajli je rečestvo. Kako se pogodio, upravo sam htio da kažem. Bili smo posle toga na Pastrmajliju, fenomenalno, to nikad nisam jeo, to mora se proba, eto malo da napravimo digresiju od džeza. Mada ima veze sa džezom, jako moram vam da. Која е врската помеѓу Пастрамајлија и джез? Дугачка е. Да, да. Пастрамајлија е дугачка и джезот е дугачка. Може овако се протумачи, neko остане на... Во ред. Ајде кажи ми како дојде до соработка. Знаете ли ви што е джез? Што значи джез? Што значи джез е врста музика? Ајде, не, šta je reč джез? Šta je reč джез? Da. Sad me zbunjuješ. Што значи? Ajde kaži. Ja Ajde da se ne se izvrukam. setio. Kaži. Ja sam se setio. Šta mi se stoji? Viš, rock and roll, znamo da je na princip življenja. Jel tako, nije samo mjuza u pitanju, tako? A ja mogu za džez da kažem da se od džeza ne živi, a da se za džez... Od džeza se ne živi, a za džez se živi. Znaš šta je velika ljubav. Кажете ми како дојде до соработката помеѓу вас двајцата. Evo ovako, moj prijatelj, inače vaš sugrađanin, Angel Šijakov, izvršan gitarista i profesor u školi gde sam ja nekih 7-8 godina predavao trubu, predajem i dan danas honorarno. Me spojio i kaže, postoji Simon Kiselički, izuzetan naš jazz pijanista, ima ga, tako je. Ja kažem, čuo sam, znam o kome se radi, kaže, obavezno moram da te spojim s njim čim bude prve prilike. I sad, pošto on na vezi, na relaciji, to jest Štip, Beograd, stalno, on je to vrlo brzo, čak me iznenadio. Posljednji put kad mi je rekao da je sređena stvar, da samo ja treba da dođem prvi vikend u februaru mesecu, ja sam presrećan bio i onda sam stupio u kontakt s njim i večeras ćemo da sviramo. Internet connection. Tako je. Internet connection. За Нема настап. утка веќе. Еве, зимеш Новак. Big Band Новак свири. Чекај, прва труба свири. Nije prva. И чим е прва... Чекај, стани. Прва труба свири. Чим е прва труба мора да има сол. Странно. Свира сол, како не си? Ali ne prva truba, to je razlika. Dobro, onda budi četvrta, nije bitno, bitno si svirao sol. To je drugo. Razvaljuje. Znači, vidiš, znači, сакам да ти кажам, што сакаш да видиш на интернет, ќе најдеш одмah. Човек кафе. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Ja nemam ništa da dodam, osim da kažem isto ovako reči hvale za Simon. Ja sam slušao u zdravlju YouTube-a, ima da se ukuca Simon Kiselički i izađe svašta. I onda ja kucam redom po redom, baš sam jedno popodne posvetio slušajući ga i to mi se dopalo, mada sam i ranije znao za njega, ali ovo je već bilo namenski, pošto nas je Angel spojio, jel? U najavi je to išlo i znalo se da će se desiti, prosto sam morao da odvojim jedno popodne da vidim s kim treba da imam posla. Pa dobro si odvojio, brate. Дали планирате нешто во иднина заедно да подкрепувате? Може. O tom, vidjet ćemo, ja bi volio, meni bi bilo drago. Ќе размислуваме на таа тема. Ево, видиш? Razmisluvamo na ta tema. Okej. Предаваш на факултет, Tako je. кажа tako je. honorarno. To je, nije, tamo sam za stalno А zaposlen. така?
naš čuveni džez trubač, kad kažem naš mislim na bivšu Jugoslaviju, da je Stjepko Gut, je otvorio džez odsek posle, ja mislim, 2 decenije borbe velike. Ja Se otvori? Mislim više. Ili više, možda bude i 2,5 decenije. Lako, uglavnom, zvoni telefon jedno jutro, kraj 2011. godine. Ja idem u Marinković da držim nastavu i javljam se, kaže, čao, Mališa, on me tako zove. Ovdje Stjepko Gut, kaže, htio sam samo ti kažem da se otvara džez odsek i da treba da se prijaviš, sad je konkurs u toku. Kako bila jedna bandera, ja sam išao ulicom na posao, tam sam se uhvatio ovako, rekao, jesi ti siguran? Ne, kaže, jer zaista moram da istaknem da kogod trubača da je izabrao iz Beograda, pošto tamo je jaka trubačka džez scena, džez trubači su jako dobri, ne bi pogrešio. Si siguran da ne, kaže, baš hoću tebe, ja kaže, posljednjih 10-15 godina dolazim ovde 2-3 puta godišnje i pratim situaciju ko je kakav entuzijasta, kojom brzinom napreduje i tako dalje, kaže, želim da to budeš ti. Tako da mi je uradio plezir jedan veliki, da, eto, to je velika čast. Ja sam naravno prešao tamo da radim i sad sam njegov asistent. Odlično, super. Kiselički kaže zašto i koga i kako go odbral pijano, to kako je instrument, zašto ti trubata? Kažu, ništa se u životu slučajno ne dešava, ali mene su otkrili kao sluhistu u 4. razredu osnovne škole, u Crnoj Gori. Pošto sam tamo rođen, moji su odatle. Crna Gora? Aha, gde? Bar. U Bar? Da. I, trebaju đaci, fale đaci na trubu. Da, kao, ajde, da vidimo. I normalno, desila se ljubav velika odmah. Dobio sam školsku neku staru trubu na kojoj sam svirao nekoliko meseci i pokazao sam brzo, eto, po rečima profesora, neke rezultate i onda su moji odlučili da kupe meni instrument. Brzo sam otišao posle toga u Beograd, čak sam se i ubrzano školovao da bi što pre došao u Beograd da učim malo ispravnije, jer je bar mali grad, nisi tu mogao da učiš od nekih velikih majstora, to su bili uglavnom kapelnici black muzike, pa koliko su oni znali, oni su pošteno prenosili, ali nisu baš toliko mnogo znali, ajde da kažem tako. A da ne ispadne sada da ih kritikujem, naprotiv. Vrlo sam im zahvalan što su me otkrili. Eto, to je to. Odlično. Se nadevам дека ќе продолжи вашата соработка и дека доколку имате нешто заедничко, ќе се видиме повторно благо. Јас би сакал, да искрено, сега ги видиме, после вечерните искуства што поминаа, ќе видиме утре како ќе помине денот, па ќе останеме во контакт и мислам дека веќе имам една идеја како би тоа звучело и што би било кога би било. Ето, готово. Идејата е тука. Ви благодарам многу што бевте во Аголот. Благодарам на вас. Ве очекувам повторно со реализирана идеја. Да се чуте видиме Господ? повторно во Штип. Чувате Господе, ево, кажа. Так. А пред да заврши емисијата, пред да слушнеме уште еден настап на Симон Киселички и Новак Мијовиќ, знаат гледачите дека правам селфи на крајот на емисијата. Ајде. Да. Ајде, ми радимо селфи веќе 2 години нон-стоп. Ајде.
Amen.